Гарантирана минимална помош. Право на гарантирана минимална помош има домаќинство кое е материјално необезбедено и нема во сопственост имот или имотни права од кои може да се издржува. За материјално необезбедено се смета домаќинство чија вкупна просечна висина на сите приходи на сите членови на домаќинството по сите основи во последните 3 месеци пред поднесувањето на барање за остварување на правото и во текот на користењето на правото е пониска од висината на утврдената гарантирана минимална помош согласно Законот за социјална заштита. Центарот за социјална работа го определува носителот на правото на гарантирана минимална помош. Носителот на правото е должен да ја пријави бројната состојба на домаќинството, материјалната и имотната состојба за себе и сите членови во домаќинството, при поднесувањето на барањето и да извести за промените во текот на користењето на правото, а кои влијаат на остварување и користење на правото во рок од 15 дена, сметано од настанување на промената до надлежниот центар. Право на гарантирана минимална помош не може да оствари домаќинство во кое член може сам да се издржува, може да остварува приход со продажба или со давање под закуп на имот во нивна сопственост, кој членовите на домаќинството не го користат. Има склучен договор за доживотна издршка, а не покренало постапка за раскинување на тој договор. Може да обезбеди издржување по друга основа. Е избришан од евиденција на невработени лица заради нередовно пријавување, до истекот на периодот до кога стекнува право повторно да се пријави, согласно со прописите за вработување и осигурување во случај на невработеност, на кој работниот однос му престанал спогодбено по негово барање или со отказ од работодавецот поради кршење на договорните обврски или други обврски од работниот однос во последните 12 месеци пред поднесување на барањето за остварување на право на гарантирана минимална помош. Право на гарантирана минимална помош не може да оствари домаќинство кое не е изложено на социјален ризик, констатирано врз основа на непосреден увид и стручната документација од овластениот работник во Центарот за социјална помош.